Почетокот на неделата беше траурна за СДСМ после првиот круг од локалните избори. Веќе забрефтува локомотивата за меѓукампања до наредната недела и се чини секој се позицира во обидите да се ги врати или да се ги врати своите изгубени гласачи или да се обиде да добие нешто повеќе од неутралните или независните. Мицковски повикува на зголемен одглас, што очекува дека би било на контото на ВМРО ДПМН. Заев синоќа тврди дека се прегрупирале или прекомбинирале со така наречената внатрешно-партиска демократија и обезбедувањето на самостојни настапи на коалицијските партнери. Јадранка Костова, еден од еминентните новинари во Македонија и аналитичари на Фокус, ја прашувам, влегуваме во фаза во кој очигледно клучните резултати во Скопје, Тетово, Кичево, Куманово и Битола треба да ја одредат димензијата кој како ќе се позицира после локалните избори. Што ти очекуваш? Па мислам дека се е можно и иако, например, после овој прв круг, може да се каже дека победата е на ВМРО ДПМН. Обично на локални избори нели сите може да си прогласат победа. Победата е и по број на гласови на советничките листи и по број на освоени градоначалници во првиот круг. Меѓутоа, што останува ако се споредат резултатите во бројки од 2017, тогаш ќе видите дека СДСМ загубил, мислам, околу 180.000 гласови, а ВМРО исто е во загуба, ама околу 50.000. Тоа значи дека ВМРО победи благодарение на тоа што СДСМ многу изгуби во гласовите. Така што мислам дека и во ВМРО ДПМН треба да размислат зошто е таа загуба. Иако имаат навистина повод да слават дека победиле во првиот круг. Но, ова што го спомена, навистина е клучно, овие градови што ги спомена, тоа е Скопје, Куманово, Тетово, Кичево, Битола. Само за илустрација, например, Дуи. Дуи има 100 и кусури илјади. 104 е така. Значи може да биде за најмногу. Да. Меѓутоа, видете се, во Тетово се игра голема битка меѓу Теута Арифи и Касами од БЕСА, двата коалицијски партнери на СДСМ во владата. Имате Кичево, каде што води ВМРО-вскиот кандидат. Таму имаат Дуи и ВМРО-вскиот води едно 400 или 500 гласа, имаат 8.000 и нешто така. Меѓутоа, внукот на Ахмети, кој беше висок функционер на Дуи, освои околу 4.500 гласови. Тоа е импозантна бројка. И го имате Гостибар, каде што Таравари навистина ужива углед. Хипотетички земено, мене ми е сето тоа, значи се е можно во овие три општини. Замислите, Дуи освоил најмногу гласови, 104.000. А што ако го изгубат Тетово, Кичево и Гостибар? Чуму е тогаш, чуму им се тие 110.000 гласови. Значи, тие се тие разигрувањата на терен. Ние не можеме да нагаѓаме како, кои да ги повика гласачите. Што тие ќе заокружат зад параванот. А потоа имаме битката меѓу СДСМ и ВМРО. Куманово, мислам дека е глупоста на СДСМ тоа што не го поддржа Максим Димитриевски. Исто така, велам, се е можно таму, може да викаат и едните и Максим да викаат ке победат, но ВМРО-вските гласови не се за подценување доколку тие се насочат. Знаете како е кај нас, зејнает противникот да изгуби. И го имаме Скопје, во кое јас ги собирав гласовите во Советот на град Скопје. Значи, дури да се соберат гласовите што ги освои советничката листа на СДСМ со оние гласови на ЛДП Дом и БЕСА, бидејќи тие се коалицијски партнери, пак имаат над 10.000 гласови помалку од ВМРО ДПМН. Тука е клучното. Каде би оделе гласовите од зелениве, од независните листи? По моите проценки, тоа беа главно гласачи на СДСМ пред 4 години. Така да тука е да се биде или не. Навистина би било страшно доколку СДСМ ги изгуби Куманово, например, Скопје, не мора, но не мора да ги изгуби. Сакам да кажам, не можеме да нагаѓаме да рачунате контингенти на гласови. И мислам дека излезноста
веројатно ќе биде уште пониска, затоа што дел од оние партии кои имаат своји кандидати можда нема ни да бидат мотивирани да излезат. Има тука една дилема. Едната е таа што ја соопшти, тоа дека ДУИ има освоено најмногу гласови, се репарира максимум и парадоксот е во тоа што додека СДСМ како коалициски партнер губи, ВМРО е во експанзија. Наспроти тоа, ВМРО ДПМН победува како своевидно мало стампедо, но затоа неговиот коалициски партнер Алтернатива речиси 40% губи од своето гласачко тело. Сега прашањето е прво на мотивацијата, второ дали албанскиот фактор може да ја решава судбината и во овие општини во кои се ривалитети кандидатите на СДСМ и ВМРО ДПМН. Ама тука се споени садови и на ДУИ многу му значат гласовите на СДС за Тетово, Гостивар, Кичево. И обратно, на СДСМ многу му значат гласовите на албанците на овие од ДУИ од БЕСА во градовите што ги спомнуваме, и Куманово, и Скопје, и сите овие општини што ги споменувавме неколку пати. Така што сега се сите внимателни во изјавите, затоа што едни од други зависат, исто и ВМРО со Алијанси Алтернатива. Но не може да се типува, да се прогнозира со сигурност што се може да биде до 31. И на самиот ден на гласањето. Се надам дека бидат мирни исто како во првиот круг, ама затоа што веќе како да се навикнавме едно време, пошто нели броевме мртви, ранети и степани на изборите и потоа сме среќни само да нема тепања. Не, веќе два изборни циклуси релативно мислам дека беше во ред, атмосфера. апсолутно. Сега прашањето кое лебди, а кое веќе го иритира на одреден начин и Заев да се декларира, особено после офанзивата на Мицковски, кој вели одиме кон формирање на ново парламентарно мнозинство. Тука комбинациите Алтернатива ќе остане со БЕСА и компанија, дека Алијанса ќе се направи разделба, е на одреден начин демантиране посредбата на Села и Мицковски. Меѓутоа, Заев исто така признава дека е грешка, можеби, во преголемата демократија, условно кажам, со фактор што се одцепија неговите коалициски партнери. Сега тие треба да се вратат, ама елитистичката варијанта на тие партии на СДСМ е оден степен на комоција. Не е таква мобилна како што е кај ДУИ, а ВМРО веќе нема потреба тоа. Прашањето е сега, во понеделник наредниот, ќе имаме разговор за ново парламентарно мнозинство, за нови избори, за техничка влада, какви се можните солуции што би можеле да произлезат од локалните избори? Па, не може да се исклучи како неможна опцијата на ново парламентарно мнозинство, што не значи дека ќе ја има. Едноставно, 62 пратеника што се на контото на владеачкото мнозинство СДСМ и ДУИ е кревко. Сега, по мојата анализа и проценка, мислам дека Тетово е многу битно во приказнава, бидејќи тука е судират меѓу двата коалициски партнери на СДСМ, тоа е БЕСА, Касами, он е лидер на таа партија. Значи, не е било кој, сепак е прв човек на партијата кој има 4 пратеника во собранието. И ја имате ДУИ, односно Теута Арифи, која трет мандат се обидува да добие. Како што и предходно реков, Тетово е безмалку главен град на албанските партии, им е многу битен. Јас ако, пример, загуби Касами и БЕСА, која е смислата, предпоставувам, може тој резон на размислување да биде, да се биде дел од владата. Веројатно ќе има некој различен. И колку се, чии гласови ќе бидат клучни проценката во тоа гласање. Исто така и ДУИ. Значи, мислам дека Тетово е градот каде што може да произлезе нешто, да има бранување во собранието. Фактот дека и Заев рече ќе има окрупнување на мнозинството, а и Мицковски најавува, ново мнозинство, тоа говори дека и двете партии, ВМРО и ДПМН, го сметаат тоа како нормална работа да има такво прегрупирање.
Затоа што едно време нели се бунеа партиите зависно дека тоа не е согласно резултатите од изборите, нели како гласале, но со тоа го легитимираат како нешто нормално. Така што еве сега нели имаме заев со средба со изјава читав од Сабајлево дека алтернатива е потценета во коалицијата со Алијанса и слично. Значи такви вести ќе имаме до 31 многу. А новото мнозинство е можно, но и да се случи, јас не верувам дека тоа ќе биде некое големо мнозинство. Повторно иста на ситуација. На граница на малцинска влада со 61-62, ова функционира на прилично проблематични основи, но функционира. Сега ова што го прави опозицијата со јадници мандмани со блокади, сите права ги има СДС и таа истото да го нели евентуално ако дојде. Но не мора да има. Но не се исклучува. Како што сите сега даваат изјави, нели, се е стабилно и опозицијата, и партиите од владачката коалиција, но тоа е нормално, не така да зборуваат, но ќе видиме што ќе се случува на 31-ви. Тие резултати, тогаш може да се прави малку потемелна анализа дали навистина ќе се случи такво нешто. Ќе успее ли Заев и неговиот штаб да ги дисциплинира своите? С оглед на фактот дека кај СДСМ точно тоа, како што реков преска, влада е една арогантна елитистичка атмосфера дека која ќе се освои нешто наше, другите треба да го работат тоа. Па сега не знам колку ќе успее, работите се отидени малку повеќе. Какви им се односите внатре, фактот не е тоа дал дозвол. ЛДП и Дом излегува самостојно. Тие може да исто да речат дека се задоволни, но споредено колку советници имаат сега или од претходните, не е баш ни тоа да некој повод или причина за задоволство. Гласовите на Беса сепак визави Алијанс и Алтернатива се пристојни, но тие се главно се темелат на гласовите во Тетово. Секој од нив за да излезе самостојно веројатно имало некоја причина. Да подсетам дека и Павле Трајанов, Демократскиот сојуз, не јавуваше коалиција со ЛДП и Дом. Во последен момент се премисли. Ние имаме некаде на почетокот на година и партија за движење на турците, која е коалицијски партнер во собранието, но во Радовиш ја раскина коалицијата со СДСМ, беше незадоволна на локално ниво, но рече остануваме на централно ниво во коалиција со СДСМ, но понатаму ќе видиме сите опции се во игра. Значи, треба сериозно да се разгледаат односите меѓу... Може ли да имаме слика како што тоа е својствено за европските демократи, на локално ниво е една групација владе, на централно важат резултатите од последните избори, иако прашањето на легитимитетот на политичките и економските одлуки во време во кое нам ни престојат па нова ковид варијанта, инфлација. Па не мора да значи резултатите на локални да бидат повод за нели нови избори. Веќе ние због тисано секоја година сме на некои избори, се е блокирано. Нели, колку беше 3 месеци пред ова не смеат дузина работи да се прават, се блокира живеачката на крајот на криштата. И во други европски држави губеле на локални, па не пак. Но проблемот во нашето собрание е тоа кревко мнозинство и безмалку ви имате блокирано собрание. Мене тоа ми е поголем проблем. Блокирано собрание значи нефункционална влада на одреден начин. Апсолутно. Тоа е. Добро, благодарам, тоа беше со блиц анализа. Јаданка Костова од Фокус.